Регионални вести на КИС Именада телевизија. Фондот за иновации и технолошки развој го спроведува јавниот повик предизвик за млади истражувачи, наменет за сите основни и средни училишта во земјава. Денес одржа инфосесија во Тетово со цел запознавање на училиштата со критериумите за аплицирање. Трет јавен повик за истражувачки проекти е во тек, наменет е за сите основни и средни училишта, а го спроведува Фондот за иновации и технолошки развој. Досега наградени со средства за реализирање на иновативни проекти биле Средното земјоделско училиште Моша Пијаде од Тетово и Основното училиште Лирија. Од Фондот за иновации денес одржаа инфосесија во Тетово со цел да ги запознаат училиштата со условите за аплицирање во новиот циклус. Ке се обратиме пред сите училишта, основни и средни од Полошкиот регион, како и од Гостивар. Морам да нагласам дека сум особено горда затоа што на минатиот предизвик имавме доста училишта кои што беа апликанти од овој регион, од Тетови од регионот, како и училишта добитници. Како што знаете, до сега, преку јавниот повик, предизвик за млади истражувачи, се наградени 54 училишта од целата држава и во предизвикот имаат земено учество повеќе, односно околу 500 ученици од целата република. Целта на предизвикот е да ги потикнеме учениците заедно со своите наставници, ментори на креативно размислување и едно успешно спроведување на истражувачки проекти во рамки на наставните програми, односно на тоа што го учат. Од секторот за јавни дејности истакна дека ваквите предизвици се добар поттик за учениците и наставниците, се со цел по креативна настава. Ние како општина Тетово ги прифативме предизвиците од Фондот за иновации и технолошки развој и ги поттикнуваме нашите основни и средни училишта да учествуваат на нивниот повик. И минатата година тоа го реализиравме и бројот на ученици кои што добија од грантовите од Фондот за иновации е зголеме. Се надеваме дека повторно оваа година ќе имаме голем број на апликации и дека учениците и професорите ќе аплицираат во нивниот повик и дека и бројот на добиени проекти ќе биде уште поголем. Значи, ова е во склоп со нашите политики образовни за да го имаме образовниот процес што покреативен и дека наставниот процес да не биде класичен во училници и да биде што е можно покреативен. Заради големиот интерес кај училиштата, фондот на средства и награди е зголемен и годинава изнесува околу 6 милиони денари. Конзерваторскиот центар во Гостивар ги започна работите за реставрација на портата на комплексот Саат Џамија. Оттаму велат дека ова е значаен проект, кој има за цел да ја зачува автентичноста на објектите од културно наследство. Влезот на комплексот Саат Џамија во Гостивар ќе биде целосно саниран и обновен. Работите за реставрација на портата започнаа деновиве, а проектот го спроведува Националната установа Конзерваторски центар Гостивар со финансиска поддршка на Министерството за култура. Ова е значаен проект за Гостивар и за културното наследство на градот, рече директорот на Конзерваторскиот центар Муса Селими. Конзерваторски центар Гостивар ги отпочна работите што беа останати од 2019, значи ова е проектот што поминат од Министерство за култура во 2019 година, но отпочните работи треба ние да ги завршиме. Значи ова е проектот што треба да се заврши. Другиот проект во овој комплекс ни беше Старото медресе во џамијата. Тоа е завршена работа. Овие објекти се изградени во 17 век, што значи дека се повеќе од 100 години, 300 години стари објекти. Ние сега сме ги заштитиле и сакаме да ги заштитиме и за понатаму. Зависно временските услови се очекува реставрацијата на портата да се заокружи следната недела. Инаку, овој комплекс опфаќа 3 објекти од културното наследство на Гостивар: Саат кулата, Старото медресе и Саат џамијата. Проектот има финансиска рамка од 270.000 денари. Гостиварскиот конзерваторски центар во наредниот период ќе преземе активности за реставрација на џамијата во селото Равен, зашто тендерските процедури се веќе завршени. Кои други проекти ќе се реализираат во текот на 2020 година
Ке се знае откако Министерството за култура ќе ги објави резултатите од годишната програма. По изјавата на председателот на СДСМ Зоран Заев дека со прогласувањето на Шарпланина за национален парк ќе се ускрати правото на пасење добиток, екологистите излегоа со реакција. Од ресорното министерство велат дека во тек се активности за изработка на конечната верзија на студијата за валоризација на Шарпланина и усогласување со другите сектори. Лидерот на СДСМ Зоран Заев оценува дека сите процедури се уште не се завршени околу прогласувањето на Шарпланина за национален парк. Според него, со тоа може да се скратат некои права на граѓаните, така што до крајот на годината треба да се искажат сите засегнати страни. Што постојат процедури согласно меѓународните стандарди за прогласување на заштитени подрачја, национални паркови или слично, сакаме да ги исполниме секогаш меѓународните процедури. Знаете, кога сите се носиме од поривот за нешто добро, како што е национален парк, веднаш треба да знаеме какви права на граѓаните ускратуваме. Како што е, не знам, правото на пасење на добиток, како што е правото на користење на одредени природни ресурси за развој или слично. Сите тоа мора да го знаат, да на крајот ја донесеме со консензус одлуката, ние сме позитивни. На оваа негова изјава реагира од движењето Екогерила, кои во соопштение ја оценуваат како несериозна и срамотна, а образложението дека прогласувањето на Шарпланина ќе го одземе правото на пасење на добиток како смешно и тенденциозно. Тој како поранешен премиер треба да знае дека добитокот не штети на животната средина и на биолошката разновидност во природата, но уништувањето на флората и фауната и разните природни ресурси доаѓа од изградбата на хидроцентрали и нелегална сеча. Да се увери дека пасењето на добиток не им штети на националните паркови, треба да побара од советниците да му го прочитаат Законот за заштита на природата, член 75.2 и предлог Законот за Националниот парк Маврово, член 11.3, во кој изрично се наведува дека пасењето добиток е целосно дозволен. Овој закон важи и за развој на туризмот на Попова шапка, каде прогласувањето на Националниот парк не представува никаква пречка, се вели во соопштението на Екогерила. Во однос на прашањето докаде е постапката за прогласување на Шарпланина за национален парк од Министерството за животна средина и просторно планирање со писмен одговор, дека во тек се активности за изработка на конечната верзија на студијата за валоризација на Шарпланина и усогласување со другите сектори – економија, шумарство, енергетика, туризам и друго. Процесот на усогласување на ставовите за заштитените подрачја е сложен и комплексен во однос на обезбедување холистички пристап на сите засегнати страни, кои во повеќе случаи имаат своји активности и проекти кои треба да ги усогласат со целите и активностите за заштита на природата. По изработката на усогласена студија за валоризација на природните вредности на Шарпланина и нејзино доставување до Министерството, истото ќе започне постапка за прогласување на Шарпланина за заштитено подрачје, национален парк, велат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Лидерот на ДПА Мендух Тачи најави можна соработка со помалите политички партии на албанците. Тој рече дека на престојните предвремени избори ќе се води политичка битка меѓу неговата и партијата на Ахмети. Тачи рече дека нема да дозволи за време на предизборната кампања дуи да купува гласови. Додаде дека ќе се води рамномерна политичка битка меѓу него и Ахмети. Јасно е дека албанскиот народ во Македонија и тие сакат една убава политичка и демократска битка на следните избори. Таа убава битка би требало, мислам дека ќе биде помеѓу ДУИ и ДПА, помеѓу Али Ахмети и Мендух Тачи. Ние сме спремни за таа битка. Јас сум убеден дека ќе ги победиме ДУИ. Не мислам туку, исто така сум убеден дека ќе им забраниме више да купуваат гласови. Лидерот на Алијансата за албанците Зијаден Селапак, по завршувањето на синокешното централно председателство, изјави дека писмено ќе се обратат до Алтернатива и Беса за идна заедничка коалиција. Ние писмено ќе се обратиме до тие политички актери за кои сме кажале дека сме спремни да коалиционираме и ќе чекаме нивен одговор во рок од 48 часа, за да излеземе и пред јавноста да ги информираме сите до каде сме. За Алтернатива и Беса, тоа значи? Да.
Тачи ја прокоментира најавената коалиција Алијанса без алтернатива, која според него е само начин да се дојде до освојување на претеничко место од страна на политичките лидери. Нема тука ништо макотрпна борба на поединци да станат пратеници, само тие лично, само раководителите на тие групација, ништо посебно сериозно нема таму. Засегот политичките партии на албанците само одуи со став дека ќе настапат сами на престојните предвремени избори. Приведен тетовец под сомнение за примање подкуп, пронајдена марихуана, како и физички напад врз возач на автобус од Тетовско Боговиње. Слушнете ги деталите од билтенот на СВР Тетова. Денеска околу 12 часот и 30 минути на улица Кеј Вардар во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово одделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 38 годишникот Тетово поради примање подкуп од лице од Гостивар. Тој како вработен во УЈАП Тетово побарал од гостиварецот 300 евра за да не му биде затворен неговиот објект. Откако пред една недела при контрола во објектот биле констатирани одредени законски недостатоци. Побараните средства претходно биле обработени во крим техника и му биле дадени на вработениот во УЈАП, кој се обидел да се ослободи од нив, но бил фатен и спречен во намерата. Задржан е во полициската станица Гостивар и во консултација и координација со јавен обвинител од основното јавно обвинителство Гостивар ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска 20 на минути по полноќ на локалниот пат што ги поврзува тетовските села Требош и Палатица, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 24 годишник, 21 годишник и 20 годишник сите од Тетово. При нивен и преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки пронајдени се марихуана и ризла. Лишените се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 12 часот на улица Вон Вардарска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 30 годишникот Тетовско Слатино, затоа што при преглед пронајдена му е марихуана. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 12 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово, одделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 25, 27 и 39 годишник сите од Прилеп, поради сомнение дека учествувале во одземање и продажба на патничко моторно возило со скопски регистарски ознаки, кое минатата година било оставено за поправка на паркинг во Гостивар, а чие одземање на 1.2.2020 година го пријавил 33 годишник од Гостивар. Возилото е пронајдено и денеска ќе му биде вратено на пријавителот. По целосното документирање на случајот, против нив ќе следува соодветен поднесок. Вчера околу 20 часот, 60 годишник возач на автобус од Тетовско Боговиње во СВР Тетово пријавил дека во Тетовско Жеровјане физички бил нападнат од 4 лица од ова село, од кои 3 веќе се идентификувани. Станува збор за тројца малолетници на возраст од 16 и 17 години, на кои претходно не им било дозволено да се превезуваат во ученички автобус. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во текот на јануари на гостиварското подрачје од сообраќај биле исклучени 70 возачи и 47 возила, поради разни видови прекршоци. Во текот на јануари полициските службеници од одделението за внатрешни работи Гостивар на поширокото гостиварско подрачје откриле и санкционирале вкупно 250 сообраќајни прекршоци. СВР Тетово информира дека поради констатирани различни видови прекршоци, согласно законите, од сообраќај биле исклучени 47 возила. Најмногу од исклучените возила 28 имале истечена регистрација, додека кај 17 била утврдена техничка неисправност, претежно на сопирачките. Минатиот месец во Гостиварско од сообраќај биле исклучени и 70 возачи, од кои 41 управувале без возачка дозвола, 15 под дејство на алкохол, 12 возачи почетници и 2 со важечка забрана за управување. Откриените сообраќајни прекршоци во јануари заокружени се со 102 прекршочни и 57 мандатни платни налози, додека времено биле одземени 24 возачки дозволи и биле организирани 15 сообраќајни поуки за возачи или пешаци прекршители, стои во соопштението од полицијата.
Фудбалскиот клуб Тетекс од Тетово со ново раководство и нов стручен штаб ќе се обиде да избори пласман во втората лига оваа сезона. Фудбалскиот клуб Тетекс од Тетово зимската пауза ја искористи да назначи ново раководство. Во новиот управен одбор останаат дел од членовите од претходното раководство, но вклучени се неколку стопанственици од Тетово, како и неколку познати фудбалски имиња. Избрано е новото раководство на фудбалскиот клуб Тетекс. За председател е избран староновиот председател Војот Тофиловски. Негов заметник е избран Александар Трифуновски Ацко. За спортски директор е избран фудбалската легенда на Македонија и на ФК Тетекс Стојмир Урошевиќ. За технички секретар исто така легендата на ФК Тетекс Борче Мирчевски. За координатор на сите генерации екипи на ФК Тетекс сум избран јас. За комесар за безбедност исто така староновиот Зоран Трпковски. Новиот управен одбор на првата седница донесе одлука да се постави нов стручен штаб, чија задача ќе биде да се обиде да избори пласман во повисок ранг. Ова одлука значи и дека Ѓорџи Тодоровски не е повеќе тренер на Тетекс. За нов шеф на стручен штаб е избран Ивица Јовановски Ике, за негов помошник Рај Мехмети. Се планира во среда во 18 часот да имаме состанок со сите играчи кои се регистрирани и кои ќе бидат новодојдени. Стопанствениците во Тетово не ни наидоа во пресрет и мал дел од ваучерот го навчивме. Новото раководство се соочува со стари проблеми. Истакнуваат дека најголем проблем бил реализацијата на ваучерот од Агенцијата за млади и спорт, но и спортската инфраструктура во градот. Планираме, значи, пак да продолжиме соработката со Агенција на млади и спорт да добиеме нови ваучери од финансиска гледна точка. Ако наидеме на разбирање на стопанствениците во Тетово и во државава, мислиме дека на тој начин доста би се помогнало. А со структуралните проблеми се соочуваме со недостиг на терен за тренирање. Имаме само еден термин на спортски, на вештачката подлога. Шетаме во Јагуновце, во Брвеница, доста потешкоти. Фудбалскиот клуб Тетекс есенскиот дел од третата лига Запад го заврши на втората позиција, со заостанување од 4 бодови позади лидерот Беса од Добридол. Членот 102 од новиот закон на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој е на сила веќе една година, ја отежнува и така веќе лошата состојба на локалните и регионалните приватни медиуми. Овие медиуми бараат од владата да се укине овој член од законот, бидејќи може да го доведе во прашање опстанокот на овие јавни гласила. Членот 102 од новиот закон за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој е на сила веќе една година, ја отежнува и така лошата состојба во која што се регионалните и локалните приватни медиуми и доколку истиот остане таков каков што е, многу брзо ќе се доведе во прашање опстанокот на овие јавни гласила, а воедно и ќе се намали транспарентноста во работењето на институциите. Ова е ставот на главниот и одговорен уредник на Телевизија Плюс од Куманово, Драган Ивановски, кој е член во управниот одбор на Сдруженијето на локални и регионални приватни радиодифузери Медиум Објектив. Имено, членот 102 гласи државните органи, органите на државната управа, јавните предпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните установи и институции, како и приватните лица со јавни овластувања и трговските друштва во целосна државна собственост не смеат да предвидуваат средства за информирање и запознавање на јавноста со своите услуги или активности преку приватни радиодифузери. Согласно ова, приватните радиодифузери не можат да извршат наплата за каква било реално испорачана услуга кон сите установи. Спорниот член беше донесен на 31 декември 2018 година без да биде ставен на јавна расправа. Затоа Ивановски вели дека итно треба да се најде соодветно решение кое ќе одговара на сите, но и ќе придонесе за намалување на корупцијата во медиумите, а нема да е на штета на локалните и регионалните приватни медиуми. Ние
се бориме за тоа корупцијата во медиумите да не е присутна и да се спречи, меѓутоа потенцираме дека за опстанок на локалните и регионалните медиуми е нужно тие да соработуваат со органите на локалната самоуправа, да можат да наплатат за реално испорачани услуги и при тоа на некој начин не да го обезбедат опстанокот, ама да имаат некој посигурен статус при што би можеле поизбалансирано да информираат и така да обстанат на пазарот и да придонесат за редовно информирање на граѓаните за оние проблеми што ги мачат, а се дел од нивниот секојдневен живот, нешто за што не информираат во никој случај националните медиуми, проблеми кои што можат да се чујат исклучиво на локалните медиуми. Ивановски посочи дека се согласуваат дека не треба наплатата да се извршува по основ следење активности на избрани представници, градоначалници, директори, но не треба да сеускратат средства и за реално испорачани услуги во вид на кампањи, објави, соопштенија, како и повеќе часовен ангажман за директен пренос од седниците на Советот, кој што веќе неколку години го прави Телевизија Плюс. Го споменам, например, Куманово газ, кое што нормално преку кампања треба да дојде до повеќе број на приклучоци, кои што ќе резултират и со поголема финансиска добивка за самото предпријатие. Доколку ние би работеле таков вид на кампања, би снимале видеоспотови, истите би ги монтирали и потоа емитувале на нашата програма, се бориме за тоа исто да можеме и да го наплатиме. И секако нешто што најмногу ќе потенцираме од сега е сигурно важно пред се за транспарентноста на работењето на единиците на локална самоуправа, преносот на седниците на Советот. Моментално, директниот пренос кој се емитува оди по заслуга на Телевизија Плюс како, да кажем, општествено одговорна институција или медиум кој што не сака да ги сопре, немаме намера да ги сопреме преносите на седниците на Советот, затоа што мислиме со тоа ќе ускратиме јавноста за оние информации кои што тие сакаат да ги добијат од прва рака и да видат кој се залага за она што им го има ветено или тие го имаат барано, односно се залага за нивните права и за тоа тие да живеат подобро и да имаат полесен пристап во секојдневните обврски. Значи, го вршиме тој пренос, меѓутоа по новиот закон би требало да прекинеме со тоа. Тврдиме дека со тоа сигурно ќе се намали транспарентноста во работењето на единиците на локалната самоуправа. За овој проблем веќе се одржале неколку средби со новинарските здруженија, но и со надлежните министри. Ивановски вели дека со Здруженијето на новинари на Македонија имаат различно мислење на оваа тема, но се согласни дека треба да продолжат преговорите, додека од министерствата посочиле дека немаат проблем со промена на постоечкиот член и точна дефиниција, но бараат предлози. И поранешниот премиер Зоран Заев при последното гостување во емисијата Став на Телевизија Плюс порача дека заради транспарентноста на институциите, но и опасноста од згаснувањето на локалните и регионалните медиуми мора да се најде решение за спорниот член. Советот и опозицијата нема да ги пренесе Сител, Канал 5, Алфа или не знам кој друг. Ќе ги пренесе само локалниот медиум. Така да ќе имат можност да има седници на Совет во живо. Да ги пренесувате макар и постфестум самите седници на Совет, да се слушне гласот на опозицијата. Така, ние веќе пренесуваме седницата на Советот на општината. Ама не може да платите ништо за тоа. Заради тој член 102. Треба си плати општината, заради тоа што тоа му е дел од одговорноста за транспарентност према граѓаните. Второ, ако се гради, не знам, спортската сала во одредено село, а другите граѓани не знаат дека се гради таму спортска сала, треба да бидат информирани. Се прави улицата во центарот на градот или во периферијата, другите граѓани што живеат во други локации во градот треба да знаат за тоа. Тоа Сител, тоа Канал 5, тоа 24 вести, сите други национални телевизии или кабелски телевизии нема да го пренесат. Од тука доаѓа директната потреба за овој член 102 да се избрише, затоа што локалните и регионалните медиуми немаат и друг начин на своје опстојување. Тие имаат своји рекламички, помали компании тука што работат и слично, но ако сакаме да имаме транспарентност, сериозен фокус, дискурси, дебата во општеството, државата мора да ги најде начините да ги отстрани пречките за одржливост на самите медиуми. Деновиве и техничкиот премиер Оливер Спасовски најави дека се собираат мислења за измените на овој член, пошто веднаш следуваше реакција од Здруженијата. Ивановски уште еднаш апелираше во име на Здруженијето на локални и регионални приватни радиодифузери да продолжи дискусијата на оваа тема, да нема изречни забрани против измените, туку да се најде соодветно решение кое ќе им одговара на сите.
Временската прогноза е последната информација и за овие регионални вести. Пријатно!